Во 2010 година, по започнувањето на програмата за јакнување на меѓуетничкиот диалог и соработка помеѓу заедниците, Сдруженијето Институт за развој на заедницата ИРЗ од Тетово започна соработка со Канцеларијата на УНЕСКО во Скопје. Како резултат од оваа соработка отпочна активностите во рамките на проектот насловен Заеднички визии. Овој проект имаше за цел да ги приближи младите луѓе од различни делови од Македонија и да им овозможи да се запознаат и да соработуваат со своите врсници со различна етничка и религиозна припадност, заеднички придонесувајќи кон зајакнувањето на диалогот и соработката. Преку мултимедијалните настани, фотоконкурсот и серијата на изложби организирани низ целата држава, младите добија шанса да изразат својата креативност и желба за живење во мултиетничка и мултикултурна Македонија. Во мај 2010-та, како дел од проектот во Чифте Аман во Скопје, беше организирана и национална младинска конференција Заеднички визии. Оваа конференција на едно место собра околу 50 млади луѓе од цела Македонија и им даде можност отворено да разговараат за проблемите со кои што младите се соочуваат, како и за можностите за надминување на овие проблеми. Како резултат од заедничкото работење, младите за време на конференцијата продуцираа заедничка декларација преку која пратија порака до сите граѓани на Република Македонија дека тие се за живење во држава во која што нема да биде важно кој на која етничка или религиозна група припаѓа, туку кој како се однесува кон другите луѓе. 13 месеци подоцна и 180 километри појужно, од 28 до 30 јуни 2011 година, младешки ентузијазам и позитивна енергија го преплавија Струшкото крајбрежје. 45 млади од 8 градови во Република Македонија се дел од младинската конференција Заеднички визии, организирана од страна на Институтот за развој на заедниците со поддршка на Обединетите нации. За време на конференцијата младите учат и дискутираат за мултикултурните вредности, разбирањето, диалогот и соработката, но истекнуваат вештини кои ќе им овозможат да бидат активни членители во општественото живење на Република Македонија. Темите: методи на застапување, младите и социјалните мрежи, справување со говорот на омраза и нетрпеливост во медиумите и користење на новите медиумски и социјални мрежи за промовирање толеранција во Македонија се само дел од она со што овие млади луѓе ќе се заминат побогати после оваа конференција. Оваа конференција представува единствена можност за младите од Република Македонија од различна етничка припадност да разговараат за сите предизвици со кои што се соочуваат и воедно да ги зајакнат своите капацитети со цел да бидат активни членители во заедницата и да предизвикаат промена во општеството. После долгиот и напорен пат, учесниците добија можност да се запознаат со конференцијата и целите на истата, како и да се представат себе си активностите на организациите кои што ги номинираа. Тука се собравме на одреден број на млади образовани интелектуалци од различни делови на градови во Македонија. Имаме ова е голема можност за нас младиве. Тука можеме да го искажеме своето мислење, да дебатираме, значи за односите меѓу религиската состојба и диалог. Значи ни се доаѓа тоа што дискутираме, имаме панел дискусии, работиме во помали групи, значи дискутираме и така. По презентацијата на очекувањата и стравовите кои што учесниците ги имаа од конференцијата низ панелна дискусија, продолжија да разговараат за можностите на младите во Република Македонија и за тоа што тие можат да направат за подобри меѓуетнички односи. Со завршувањето на плодната дискусија на оваа тема заврши првиот ден од конференцијата. Сето она што се представи беше она што всушност требаше да следува во наредните 2 дена. Своји изјави даде извршниот директор на Институтот за развој на заедницата Среден Коцевски, како и Елена Јаневска, која е офицер за комуникација во Канцеларијата на Обединетите нации во Македонија. Исто така, Дамир Незири, како генерален секретар на Институтот за развој на заедницата, даде своја изјава, со што ни ја приближи агендата на нас учесниците, кои што бевме сместени во хотелот Бисер во Струга. По самото разгледување на агендата следуваше една панел дискусија за тоа кои се можностите на младите во Република Македонија, што се ние учесниците во истата таа конференција можеме да направиме за да ги прошириме погледите и да создадеме една средина во која што сите етникуми во Македонија би живееле посложно отколку што живеат сега. Edhe ishte një diskutim shumë i mirë sepse çdo kush kishte shumë ideja të ndryshme, edhe ishte mjaft interesante të ndëgjesh ideja nga njerëz nga vende të ndryshme. После доручекот, преку неколку енерджајзери и ајсбрейкери за утринското размрдување, младите умови на учесниците беа целосно спремни да се соочат со предизвиците кои што ги нудеше дневната агенда. Магистар Александар Цветковски од невладината организација Актис од Прилеп преку своето воведно обраќање ги заинтригира и спровоцира учесниците за потребата од меѓуетнички, меѓурелигиозен диалог и соработка и за тоа кои се предизвиците со кои младите се соочуваат на ова поле.
Десетина учесници потикнати од она што беше кажано, дискутираа и ги презентираа есеите кои што претходно ги имаа припремено специјално за оваа конференција. За да го артикулираат во конкретните предлози она што за претходно разговараа за време на панелната дискусија, учесниците беа поделени во мали групи, секоја со своја специфична задача да размислат да дефинираат што младите можат да направат за подобро живење во мултиетничка, мултикултурна Македонија и како и дали младите преку членување во политичките партии може да придонесат за мултиетничка и мултикултурна Македонија. Преку презентации на сработеното во мали групи, учесниците извлекоа заклучоци и препораки за она што тие сметаат дека треба да биде направено во насока на постигнување на подобар меѓуетнички и меѓурелигиозен соживот во нашата држава. Во продолжение, Зоран Илиевски, извршниот директор на коалицијата на младински организации Сега од Прилеп, го привлече вниманието на учесниците презентирајќи ги концептите на застапување и лобирање. Учесниците добија можност да слушнат што овие концепти значат од теориски аспект, но и како истите овие концепти можат да бидат искористени за промоција на меѓуетнички диалог и соработка преку заеднички иницијативи и активизам. Во рамките на оваа сесија, учесниците добија можност практично да ги применат знаењата со кои што се стекнаа преку креирање на пораки на толеранција и разбирање. За крај на работниот ден, а како припрема за следниот, младите учесници го споделија нивното искуство на социјалните мрежи и како и тие преку користење на Facebook, Twitter и останатите нови медиуми кои делуваат кон спречувањето на говорот на омраза, кој неретко се јавува на овие мрежи. Kjo ishte një përvojë e mirë për neve të rive, pasi në grupe më të vogla më shumë mund të afrohesh me të tjerët dhe mund të realizohesh diçka të cilën mandej duhesh edhe ta prezantojmë. Besoj se kjo ishte një punë e suksesshme, pasi pikë së pari punuam diçka për të cilën mund të lavdërohemi, por pikë së dyti gjithashtu është edhe bashkëpunimi në mes të rive në këto grupe më të vogla. Kjo është një pozitive, pasi nuk është formale, por është me një bashkëpunim më të afërt dhe rezultatet janë më të sakta, më të mira. Секој имаше можност да го искаже своето мислење, да каже ставови, информации да сподели со одредените учесници, како и нормално дружба помеѓу нив. Pasi që aty treguam që mund të bashkëpunojmë dhe pas asaj ne I prezantuam temat tona apo punimet tona që I kishim bërë. Gjithashtu pas një kohë kishim edhe një legjërues tjetër ku ai na tregoi në mënyrë të hollësishme përfasimin dhe metodat e përfasimit, ku nëpërmjet legjëruesit ne patëm mundësi që të marrim disa informata më të hollësishme në lidhje me përfasimin dhe metodat të cilët duhet që t'i përdorim për një përfasim më të mirë dhe mendoj që kjo ishte diçka mjaft e mirë për ne të rit dhe nëpërmjet kësaj ne bashkëpunuam me të gjithë të rit dhe unë si një shqiptare e pash një bashkëpunim mjaft të mirë në mes shqiptar, maqedonar shqiptar, rom dhe të tjerë. А по завршувањето на напорниот ден, журка. Happy birthday, dear Donna. Happy birthday to you. Танцови, песни, насмевки, родендени и честитки го креираат мозаикот на заедничките визии, мозаик во кој секој делче го наоѓа своето место и во кој не е важно кој од каде доаѓа, кој јазик го зборува или на кој бог се моли, туку едноставно е важно кој колку се забавува. Утринската сесија по долгата и весела вечер, полна со заедничкото дружење, неретко знае да биде напорна и полна со воздишки, но благодарение на Роберто Беличанец и неговата презентација за појавата на говор на омраза во македонските медиуми проткаена со живописни примери, успеа да го задржи вниманието на учесниците, поттикнувајќи ги да размислуваат и да дебатираат за тоа како треба да реагираат во случај кога ќе се соочат со говорот на омраза. Дискусијата за онлайн активизам, за значењето на новите медиуми во денешницата, како и за можностите кои им стојат на располагање на младите за искористување на овие медиуми, продолжи во следната сесија, во која Филип Стојановски од фондацијата Метаморфозис на присутните им презентираше серија примери и добри практики како од Македонија, така и од целиот свет.
во кој младите луѓе водени од своите идеи, а со користење на новите медиуми, успеале да направат значајни општествени промени. Учесниците имаа можност да видат дека социјалните мрежи и новите медиуми покрај за забава може да бидат многу моќна алатка за поттикнување на дискусија и мобилизација на луѓе и ресурси, алатка која и тие може да ја користат во своето секојдневие. За се она што беше кажано за време на конференцијата да не бидат напразно кажани зборови, учесниците поделени во мали групи според градовите од кои доаѓаат пристапија кон изработка на акциони планови во кои тие ги поставија своите идеи за активности кои ќе бидат реализирани во локалните средини од кои што тие доаѓаат, а ќе имаат за цел преку користење на социјални мрежи и нови медиуми да промовираат меѓуетнички и меѓурелигиозен диалог, соработка и разбирање. И пред крај на целата приказна, а со цел вечно сеќавање на овие 3 дена поминати во струга на секој од учесниците му беше додаден сертификат за учество на втората национална конференција Заеднички визии 2011. Gjatë këtyre 3 ditëve kishte ligjërues të ndryshëm nga lëmi të ndryshme, ekspert në fushat e tyre, dhe prej kësaj ligjërimi, që ishte një ligjërim jo formal, por ishte me dialog, me punime në për grupe më të vogla, arritëm të mësojmë diçka, neve të rritë, që do të na nevojitem për të ardhmen gjatë jetës tonë edhe për punë ose diçka tjetër. Навистина сум задоволна од целата организација на оваа конференција, како и сите оние кои што беа поканети да учествуваат, освен учесниците, така и предавачите, и тоа што имаше една можност да се споделат голем број на информации, на искуства, а од друга страна да се развие една дружба помеѓу сите учесници, која што и понатаму се надевам дека ќе продолжи. U diskutuan mjaft çështje interesante, të cilët do të na interesojnë dhe na intereson mjaft neve të rive, dhe e cila na dha neve një pasqyrë mjaft të qartë për një bashkëpunim në vet. Personalisht jam shumë e kënaqur nga ajo që mora pjesë aty, sepse njoftova pikë pari shumë njerëz nga vende shumë të ndryshme të Maqedonisë, formum një shoqëni shumë të mirë. Фитувам edhe shumë njohuri të ndryshme për sende që nuk kishim menduar asnjëherë. Беше одлично организирана. Работилниците кои се спроведува во текот на тие 3 дена беа и повеќе од корисни за младите кои што учествуваа во самата конференција, и се што можам да кажам следно е дека очекувам уште еден ваков настан кој што би допринел многу за самото активирање на младите во општествената заедница во која што би можеле да делуваат на тема на мултиетничка соработка, диалог и така натаму. Младите луѓе кои беа дел од конференцијата Заеднички визии 2011 и кои што се главни актери во овој краток филм, се жив доказ дека не постои ништо што реално ги попречува за да живеат заедно. Тие припаѓаат на 5 различни етнички заедници, а сепак исто се радуваат на попладненото сонце, зборуваат 4 различни јазици, а сепак одлично се разбираат, посетуваат различни храмови, а сепак веруваат во еден Бог. Овие млади луѓе за 3 дена постигнаа нешто што плејада на умни луѓе и политичари не успеа да го постигнат во изминатите 20 години. Овие млади луѓе треба да бидат пример за секој што го гледа овој филм.